Овој метод е комбинација од биотехнички и хемиски третман. Истиот се темели на фактот дека крлежите во услови на прекин и отсуство на легло во пчелното семејство, кое се постигнува со затворање на матицата во кафез во период од 25 дена, се наоѓаат на возрастните пчели. Тогаш, во пчелното семејство се аплицира оксална киселина со методот на накапување. При првата употреба на кафезот, истиот со помош на остро сечило се монтира на рамка со изграден сод. Препорачливо е рамките со монтирани кафези претходно да бидат подготвени, со што примената на методот ќе биде поедноставна и побрза. Најнапред, пчеларот треба да ја пронајде матицата во пчелното семејство, која полесно се пронаоѓа доколку е обележана. Потоа, матицата внимателно се воведува во монтираниот кафез. Рамката со кафезот се поставува на централната позиција во пчелното семејство. За поедноставна и побрза работа при следното отворање на кошницата, рамката со кафезот треба јасно да се обележи. Дваесет и пет дена од затворањето на матицата, кафезот се отвора и матицата се ослободува. Сега, бидејќи во пчелното семејство нема легло, крлежите се наоѓаат на возрастните пчели, со што се постигнува поголема ефикасност на оксалната киселина. При аплицирање на оксалната киселина, потребно е да се следат препораките за заштита при работа. Со методот на накапување, оксалната киселина се аплицира во просторот помеѓу рамките, но директно над пчелите. Со правилна и навремена примена на методот за творање на матицата во кафез се постигнува ефикасен третман за контрола на вароа деструктор во летниот период, со што се обезбедуваат услови за успешно зимување и пролетен развој на пчелните семејства во следната сезона.